Речиси 15 години, недоизградениот објект предвиден за дом на стари лица во Штип може да биде спасен, а можноста ја нудат измените во Законот за конфискуван имот, донесен по иницијатива на ЗАЛС. Доколку оваа законска измена не ја опфаќа можноста и не го решава проблемот со домот за стари лица, секако дека во некои наредни месеци, во друга констелација, како локална самоуправа ќе побараме до идната влада дополнително законско решение или измена на постојачки закон со кој што ќе се продолжи изградбата на овој објект. Можноста да се спасат досега инвестираните и буквално на улица оставени 500.000 евра е голема, но важно е и друго. Дека со ова ќе се реши еден повеќе горчлив проблем за нашите пензионери, со тоа што ја поздравуваме одлуката дека веќе конечно некој сака и има можност и услови да се заинтересира за решавање на проблемите со изградба на пензионерскиот дом во Штип. Јорданов вели дека Штип случајот веднаш ќе го актуализира. Она кое што го добивме како информација ќе го проследиме преку нашите правни служби, доколку има можност, секако дека ќе ги искористиме сите правни можности, законски регулативи да се продолжи изградбата на овој дом за стари лица. Свој придонес во старт нудат и од Штипското здружение на пензионери, кој во случајот е инвеститор. Со сите наши можности, ресурси, материјални и финансиски средства, како и потребната документација, се ставаме на располагање во соработка со локалната самоуправа и со другите институции, за да го решиме конечно проблемот на пензионерите и да тие можат за неколку години успешно да се сместат во пензионерскиот дом. Објектот кој требаше да биде дом на околу 150 пензионери во немилост на системот падна откако се утврди дека градежната документација не е комплетна, пошто раце од него кренаа сите.